Употребата на пиротехника ризик за граѓаните, работа за докторите. Колкав обем на работа имаше клиниката за пластична и реконструктивна хирургија за време на новата година? Разговараме со нашата соговорничка. Велам добро утро за доктор Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, директорка на клиниката. Добре ни дојдовте и нека ни е стрикна. Нека ни е стрикна, благодарам за... Посакувам помалку работа. Да. Среќна нова година на сите гледачи на Македонската радио телевизија. И би посакала, значи, сигурни и безбедни празници и понатаму, пошто празниците си течат. Клиниката како пластична хирургија немаше приеми од повреди од пиротехнички средства, но сепак во ургентниот центар стигна детенце од 13 годишно кое што се прими на детска хирургија и таму беше третирано. Значи, со релативно поголема експлозивна повреда на шаката, каде што веќе фалат дел од палецот, разнесен втор, трет, четврт прст, со тоа што веќе му е запечатена и неговата кариера за понатаму во животот. Со тоа. Какви повреди сте виделе низ годинава од употреба на пиротехнички средства? Имате ли впечаток дека кампањите даваат ефект? Јас се надевам дека, барем, ако не друго, дел ќе послушат од учениците и дел од родителите ќе сватат дека сепак пиротехничките средства се можеби интересни за секунда, за минута, за колку тоа трае експлозијата, но може да остават делови кои што, да кажам, за цел живот ќе бидат како белек на дете на самата индивидуа што ги користи пиротехничките средства. Значи, од слепило, глувост, да не кажам, пошто сите откриени делови може да бидат од ситните опекотини, од ситните ранички кои што може да настанат при распраскување на тие пиротехнички средства, до, да не кажам, ампутација на делови од прсти, шака, разнесување на ткиво, кој што не изгледа воопшто пријатно, нити пак убаво, а многу потешкоти ни дава и на нас хирурзите за да направиме сепак нешто што ќе може да биде функционално за понатаму. И каде да го посочиме виновникот? МВР превзема репресивни мерки и излегува изминативе денови, не знам со колку соопштенија за поголема внимателност и неупотреба на пиротехника. Вие правите кампањи постојано, но годинава и голем дел од граѓаните сведочат дека како никогаш досега се слушаше пиротехниката. Најчесто таа пиротехника ја купуваат родителите на своите деца. Така и на сите предавања, значи каде и да одиме, некој од повозрастните ги купува петардите или пиротехничките средства. Зошто не знам. Значи сепак можам да кажам, сите не имаме дете во нас, но има и друг начин на кој што може да се слави таа нова година или тие празници каде што не мора да биде со пиротехнички средства, не мора да биде со нешто што може да го повреди човек, што може да остави траен инвалидитет. Јас сепак би апелирала не само до децата. Кампањата се спроведува веќе 5-6 години уназад. Се надевам дека вродува плод до некаде, пошто тие деца и дома ќе принесат кај родителите. Се надевам дека и родителите ќе слушнат и ќе сакаат да излезат во пресред, да ни помогнат и на нас, и на докторите, и на МВР во цела ова кампања, за да може да се намали ризикот од повреди на пиротехнички средства. Што значи, доктор Јасмина, повреда од пиротехничка средства во однос на иднината на детето? Повреда... Најмалку размислуваме веројатно на тој момент. Нас не треба сите 5 прсти за работа. За секоја професија. За секоја професија. Само малку или дел од прст да фали, веќе хендикепот е голем, ради тоа што професијата која што треба да ја бараш понатаму во живот е релативна. Значи, те дисквалификува од другите кои што можат, значи, да дојдат пред тебе. Иако може би најдобар работник или најдобар, најпаметен, значи, не може да биде хирург, не може да биде пианист, не може да биде компјутерџија или, како да кажам, IT, кај што сепак се потребни сите 10 прсти. Некоја ситна работа која што се работи исто со прстите,
све што може да се работи, све се работи со сите 10 прсти. Затоа ги имаме. Така, апсолутно. МВР санкционира колку може. Вие упатувате постојано апели. Потребни ли се никакви дополнителни механизми? Може да ги прашаме и родителите. Може да ги прашаме, се надам дека и вие заедно, значи сите медиуми, сум преблагодарна ради тоа што бевте во текст со нашите кампањи. Значи, уназад години и годинава, се надевам дека барем малку ќе вроди плод, пошто сите тие повреди се над 80% се деца кои што се под 18 години. Повеќето кога одиме на предавањата кажуваат дека се купени од родители. Значи, тие пиротехнички средства нешто гледаат на социјалните мрежи каде што тие експлозии треба да бидат поголеми, што можеби и тоа доведува до такви експлозивни повреди кои што настануваат на шакети, ампутација на делови од прсти, да не кажам имало и шаки ампутација. Не знам дали треба да ги покажеме сликите, реално, пошто тие не се фотошопирани, тие што ги прикажуваме на кампањата, него тие се реални слики кои што доаѓаат кај нас. Непријатни се за гледање. Многу можеби и во тие кампањи треба баш да бидат вклучени сликите, бидејќи единствено од пример се учи. Како поинаку, не знам. Можеби кога ќе видат, можеби малку и ќе се свестат не само децата и родителите, дека нивното дете можеби ќе кажат не може да бидам јас или нема да бидам јас, но никој пат не се знае кој може да биде повреден кога веќе употребува. Кога употребуваш пиротехнички материјали, средства, значи секој пат треба да се прашаш дали ова ќе заврши како што само со среќата која што може би моментална или со инвалидитет. Споминавте дека за среќа оваа нова година немавте интервенции, го направивме наменски ова гостување помеѓу новогодишните и божикните празници, за да упатиме уште еден апел. Празниците се празнуваат дома, празниците се празнуваат со саканите, празниците се празнуваат со музика и убава софра, најмалку со пиротехнички средства. Најмалку, да. Најмалку со пиротехнички средства и се надевам и апелирам и сега и кон граѓаните и кон децата и кон кон сите, и баба и дедо и сите, пошто има информации дека и повозрастните купуваат. Сепак бидете внимателни, ако може, доколку може, без пиротехнички средства тоа да се прослават овие празници би биле благодарни и кон нас, и кон вас, и кон сите други. Како сте во меѓувреме екипирани? Ве имали доволно како персонал? Како ќе функционирате? Како функционирате во моментов и како ќе функционирате за божикните празници? Секој пат има дежурни екипи, 24/7. Работното време ни е нормално, значи работните денови си се нормални. Има на повик кои што би можеле, доколку има некои поголеми повреди, да помогнат во такви ситуации. Но се надевам дека нема да има потреба од тоа. И јас искрено се надевам дека апелите ќе вродат со плод. На крај не можеме да не ве прашам која е лично вашата желба и која е желбата како прв човек на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија за оваа нова година. Би посакала здравие на сите, би посакала да бидеме попаметни, поумни и овие кампањи сепак малку да вродат плод кај сите нас, за да може да имаме помалку, да уствари да имаме здрава нација. Да имаме деца кои што ќе се гордееме. Јас посакувам да се гледаме за убави поводи и убави теми во оваа 2025-та. Нашата обврска како јавен сервис е да говориме и за ова гласно, бидејќи се надеваме дека ќе вроди со плод. Ако допреме барем до еден гледач, сме завршиле работа ова утро. Па се надевам дека и повеќе. Да, се надевам искрено. Благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и вам.